Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за домување, откуп на станови по проектот ФП 1340 и за сите проблеми со кои се соочуваат граѓаните на овој план, денеска во Виница се одржа отворен ден за жителите, на која средба присуствуваше и генералниот директор на акционерското друштво Цветко Грозданов. Целта на нашата посета во Виница е да продискутираме околу проблемите кои што ги тиштат граѓаните и околу проблемите кои што можеме да ги решиме, значи како акционерско друштво за изградба и стопанисување со стамбен деловен простор, да укажеме до граѓаните дека законот кој што го донесе владата на Република Македонија, кој што заклучно со 31 март треба сите оние граѓани кои што имаат општествени станови да, значи, аплицираат за до решавање сите оние кои што го немаат решено правниот статус, да го решат со тоа што ќе треба да аплицираат и да поднесат одредена документација до Министерството за транспорт и врски како би можеле, значи, да го регулираат правниот статус на овие станови. Доколку има потреба, до нашата подрачна единица во Кочани, до раководителот, значи ќе може да се обратат и да им се помогне во смисла на обезбедување или до обезбедување на одредена документација за овие станови. Поволноста, ако зборуваме во смисла на комерцијалната градба кај нашето акционерско друштво, е тоа што секој пат представуваме еден вид на барометар или еден вид на сидро, во кое што не даваме можност за качување или вештачко подигнување на цената на квадратен метар коштање на стамбена површина. Така да секој пат одиме со реална пазарна цена и втората работа во која што даваме тоа е сигурноста дека нашето акционерско друштво работи по сите стандарди кои што ги предвидува градежништвото и дека она што ќе се договориме тоа и ќе го испочитуваме. И квалитетот е загарантиран. Во подрачното одделение на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен простор и деловен простор истакнуваат. Сакам да ги известам граѓаните кои што се корисници на станови добиени по програмата за изградба на станови на лица со ниски примања и млади брачни парови. Имено има една категорија на граѓани кои што се им стечени договорите, кои што беа на 5 години. Владата донесе одлука со која што и дава можност и поволност да до 31 март пред акционерското друштво за стопанисување на стамбени простор поднесат барања и сега има две можности. Можат да поднесат барање за продолжување на договорот за 5 години, меѓутоа има можност да поднесат и барање за откуп на становите под услови кои што се предвидени во одлуката и кои што се доста поволни за граѓаните. Имено за прв пат имаме ситуација кога владата корисниците ги категоризира во неколку категории, 4 категории. Едната е лица со социјален ризик, односно приматели на постојана парична помош или социјална помош. Тие ќе бидат ослободени од плаќање на висина закупнина, но немаат право на откуп. И другите 3 категории се лица со ниски, со средни, со просечни, со високи примања и следствено од која категорија ќе се движи и висината на закупнината по метар квадратен. Тоа е доколку склучат договор за закуп. Доколку сакаат да го откупат станот, имаат можност преку акционерското друштво да го откупат со можност на кредит до 30 години и учество зависност од која од овие категории ќе се најдат граѓаните, тоа односно од 5 до 30% од проценетата вредност. Каматната стапка е 4% на годишно ниво за целиот период, што е моментално најниска од разлика од сите други правни лица, како и банки кои што ги нудат на пазарот. Моментално ние такви имаме 24 станари во Кочани, бидејќи го покривате подрачје на подрачје на Кочани. Веќе дел од нив имаат поднесено барање, ги охрабруваме и повикуваме што побрзо и другите да ги документираат своите документи и да пристапат при акционерското друштво за да може што поскоро да решаваме и донесеме соодветни акти. Имаме такви 9 во Делчево, 3 во Виница за општествени и сакам да ги посочам на граѓаните дека по истекот на рокот, оние кои што нема да постапат, ќе бидат сметани како се бесправно вселени и ќе постапуваме согласно законските прописи. Инаку во подрачното одделение на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор и со информацијата дека во Кочани и Виница ќе се градат станови за кои е изготвена проект